Проучувањето на историјата не е само откривање на минатото, туку и разбирање на сложената и богата ткаенина на човечкото искуство, што го обликува нашето сегашно и идно постоење. Ова е цитат од професор доктор Наде Проева, која што веќе не е за жал меѓу нас, од незината веб страна. Ова утро, почитувани наши, разговараме со сестрата на професор доктор Наде Проева, тоа е Павлина Проевска, која што е овде во Македонија, дојдена е од Соединетите Американски држави и незиното присуство овде во нашата родна Македонија, во незината родна Македонија, пред да замине во Америка, ќе го искористиме да се потсетиме на ликот и делото на професор доктор Наде Проева. Павлина, добро ви утро. Ви благодарам што пред заминување за Соединетите Американски држави прифативте да разговараме за вашата почината сестра, колку беше таа голем историчар и професор и доктор овде во Македонија. Го има добиено најголемото признание на Француската академија во далечната 1996 година. Колку е незиното лик и дело големо, покажува токму и оваа книга, од незините лекции со наши зборови, книга која што е напишана токму од незините студенти. За почеток накусо, знам дека не е можно, меѓутоа накусо да кажеме која беше големата професор доктор Наде Проева. Па ако треба да издвојам 3 придавки, би рекла дека сестра ми беше строга професорка, но правична и неуморлива во одбраната на македонската вистина за нашето минато. Би почнала со еден цитат на Волтер, кој што еднаш напишал дека историјата е пакет на однапред договорени лаги. Сестра ми помина целиот незин живот, буквално 50 години, во разобличување на тие лаги. Го направи тоа преку незините книги. Најпрвата текст книга, значи книга за студенти, ја напиша во далечната 1979 година, кога за прв пат студентите можеа да читат за нашата античка историја на македонски јазик, а не од извори кои што порано им се сервира, бидејќи не постојат такви учебници. Тие извори беа од нашите надворешни наводници пријатели, од хеленистички поглед на работите и со една дистилирана историја за Македонија. Она се обиде во наредните 40 години како професорка да ги открие тие лаги, да речеме, и ту со научни факти, со сериозна и длабока анализа на сето што го кажуваше. Значи, првата книга е студиите за античките, втората е историја на аргиадите, значи уште најраните почетоци на македонските династии. Таа книга е веќе во наставната програма, сега се изучува на факултет. А третата е за мене најхрабра нејзина книга, се вика Религијата на античките македонци, каде што она се занимава со тема која што никогаш порано некој не се осмелил да ја обработи. И тоа со доза на хумор. Под насловот на книгата е грчките божества облечени во македонски руби, нели, или ризи, да речеме. Така да, не знам како можете да сумирате еден живот кој што е поминат во истражување, во пишување, во аргументација, во полемизирање. Она патувала низ цела Европа и подалеку на научни собери, каде што на вистина се обидувала да ја каже вистината за Македонија. Тука студентите беа најголем предизвик и нејзиниот живот беше навистина поминат со нив.
Павлине, споменавте и фондацијата, насловена сигурно ќе биде професор доктор Наде Проева. Тоа е фондација која што ќе ги поддржува младите историчари кои што ќе работат на историјата на Македонија. И ова е се уште идеја или веќе полека се привршува оваа фондација? Па, тоа е идеја, меѓутоа таа е остварлива, бидејќи ние имаме сериозни финансиски средства со кои што ќе се основа таа фондација. Идејата е да се поддржуваат, да се стипендираат студенти на УКИМ, кои што ќе станат сериозни историчари, појаки и подобри од неа. Значи, тоа е реалност. Фондацијата е реалност, се уште не сме сигурни дали ќе биде фондација или можеби истражувачки центар за истражување на античка Македонија. Тоа до вгодина, ќе го завршиме, меѓутоа тоа е многу реално и дефинитивно. И со спомен собата и фондацијата мислам дека ќе успееме да ја зачуваме незината спомен, незиниот спомен и дело, она што во Америка го викаат legacy, значи да се изгради еден бренд. Например, собата. За мене тоа е соба за инспирација на млади деца кои што сакаат да станат научници. Значи, тоа е соба на научник. Кога ќе влезете во таа соба и ќе видите како работела, ќе изучувате и методологијата на која што работеше. Архивот на Македонија бара некои неизини документи, бидејќи некој може да се нафати да направи и мастер дисертација за неа или докторна. Да кажем исто дека ние веќе почнавме со поддршка на студенти и на образовни кадри за изучување на нашата историја. Првиот е докторски кандидат и веќе започна со поддршка, со финансиска поддршка од сестра ми започна веќе да го работи докторатот, И сосема за крај на овој разговор би сакала само да ги споменеме книгите. Тоа станува збор за 4 книги кои што ќе бидат онлайн, каде што ќе може секој кој што сака да прочита, да ги прочита книгите напишани од рацете на професор доктор Наде Проева. Видите, Наде Проева е читана тука. Светот не ја знае, бидејќи нејзините книги не беа преведени досега на други јазици. Тие 4 книги ќе бидат издадени во електронски изданија на Amazon Books, Apple Books, Amazon Kindle и така натака, на сите тие платформи, каде што сите ќе ги читаат. И нашите пријатели од страна, и македонската диаспора, и секој онај што ги изучува тие теми, Така да мислам дека тие изданија ќе достигнат големи, да речеме, голема читаност, така да тоа е засега и најважно, бидејќи што поскоро ја разоткриеме и ја изучиме нашата историја, ќе станеме појаки и како народ, да знаеме да се одбраниме со аргументи, а не на подкасти каде што секој псевдоисторичар си раскажува своја верзија. Бидејќи Наде ни остави основа за тие аргументи, и тоа е непроценливо по мене, независно дали ми е сестра или не, она како научник ги постави темелите на науката за античката историја на Македонија. И тоа не може никој да го одземе, бидејќи нема никој друг што го сторил тоа досега. Се надеваме нејзините идни студенти тоа ќе го направат. Павлина, многу ви благодарам за овој разговор. Останува простор да се видиме повторно и кога ќе дојдете повторно овде во Македонија, да се оствари и спомен собата и фондацијата. Па ќе одиме таму да ја погледаме и собата заедно, се надевам. А само да спомнам уште за споменикот, значи кога размислов каков споменик да и направиме, се поврзав со еден скулптор од Латвија, кој направи споменик, необичен, фантастичен, меѓутоа кој ја поврзува Наде со тоа што работела. Тоа е споменик од стакло, направен во облик на римска стела, на која што исто така се испишени буквите, кои ако ги составите, го спелуваат незиното име, името Македон и се првите букви од сите македонски божества.
И тоа е во бутел, нели? Она што мене ме плени е што тој скулптор го направи споменикот како донација. Значи, такви споменици коштаат над 20.000 нели, евра, он го направи како донација од почит према наде, кое што во последниве недела дена дознавме дека она имала и некој нејзин придонес во основањето на државноста на Латвија, каде што во уставот, во нивниот устав, е употребен некој нејзин труд. Не знам доволно за тоа, меѓутоа тоа за понатаму. Ви благодарам многу. И на вас.